Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Избегната голема трагедија откако параглајдерист од Германија при слетување заврши на пешачката патека во Охрид и удри во канделабра. Според првичните информации, параглајдерот полетал од местноста Баба на Галичица, а при обидот за слетување изгубил контрола и завршил на фреквентната пешачка зона. Во моментот на инцидентот на патеката се движеа мајка со мало дете и двајца пешаци, кои за среќа успеа да го избегнат ударот. Параглајдеристите од Агенцијата за воздухопловство имаат 3 одобрени локации за слетување во Охрид, но не и на пешачката патека. Тука, секако дека не може да се изземе одговорноста на институциите, меѓутоа голем дел од одговорноста имаат и организаторите на самите настани, бидејќи тие треба да бидат повеќе свесни, бидејќи се во таа фела, треба да ги знаат сите опасности и да преземат, односно да имаат соодветен план за управување со ризиците. Она што, пак ќе речам, се зборувам од моје лично име, сметам дека нужно треба да се направи една координација помеѓу надлежните институции, државните и на државно и на локално ниво, помеѓу давателите на услуги, кои што треба да имаат, а и тие и законски се обврзани до некаде со овој таков закон за туристичка дејност, меѓутоа има одредби кои што треба да се почитуваат и секако со крајна инстанца службите за спасување кои што треба да бидат тука. Случајот повторно ја отвори темата за безбедноста во авантуристичкиот туризам, кој е во подем, но недостига инфраструктура, построга регулатива, безбедност и контрола. Не треба да се оди по принципот сега да бараме лов на вештерки, туку треба да седнеме и систематски да ние во ова, не е ова само еден проблем само во параглайдингот. Имаме ваков проблем се провлекува во сите други сфери. Ние имаме на пример во планинскиот туризам, каде што во државата години веќе имаме докажани водичи во планина по меѓународни стандарди, се уште водичи кои што се лиценцирани за непрофесионални тури, односно за водење на волонтерски тури во рамки на планинарски клубови, водат туристи, цели групи туристи за кои што апсолутно не се соодветно едуцирани. Многу даватели на услуги сведоци сме дека немаат елементарни планови за управување со ризици. Многу даватели на услуги сведоци сме дека немаат елементарни планови за управување со ризици. Планот за управување со ризици е тој кој што треба да намали опасноста од несреќи. За сега нема информации за сериозни повреди кај параглајдеристот и неговата сопатничка, но во Охрид секоја година има по 3 параглајдерски несреќи, некои со фатални последици. Оваа скршена канделабра зад мене денес сведочи за немилиот настан во кој што вчера беше повреден параглајдерист, но за среќа беше избегната поголема трагедија. Поради сервисирање на повеќе вентили од поголем профил во централното градско подрачје, утре, 28 април, од 8 часот до завршување со активностите без вода ќе бидат корисниците на улиците. Димитар Влахов, Партизанска, Мите Богоевски, Славеј Планина, Кеј Македонија, Серафим Китановски, Ванчо Николевски, Кузман Јосифовски Питу, дел од Јане Сандански, дел од булеварот Туристичка, Климент Охридски, Цар Самуил, Самуилова, Коста Абраш, дел од Илинденска, Петар Чаулев, 11 октомври, дел од Клименска и дел од улицата Гоце Делчев, информираат од јавното предпријатие Водовод Охрид. Општина Охрид набави електрични возила за превоз на жителите и туристите во стариот дел на градот со цел намалување на сообраќајниот метеж и подобрување на животната средина. Во рамки на истиот проект се обезбедени и 60 смарт велосипеди кои треба да бидат поставени на неколку локации низ градот и ќе може да се користат преку специјална апликација. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува околу 5 милиони денари, а опремата е доделена на јавното предпријатие Билјанини извори. Средствата се обезбедени преку проектот Општина Охрид станува зелена, паметна и иновативна Охрид Go, финансирана од Европската унија преку програмата ЕУ за општините. Градоначалникот Кирил Пецаков информира дека се преземаат активности за ставање на проектот во функција. Она што представува дел од тој проект е поврзано со
електричните возила, електричните велосипеди и авантуристичкиот парк. Општина Охрид ја заврши физибилити студијата. На овој совет кој што е во вторник, следниот вторник, ќе се изгласа иницијатива, почеток за јавно-приватно партнерство. Таа физибилити студија понатаму оди на усогласување, односно на одобрување во Министерството за финансии, јавен повик за стопанисување со трите елементи од самиот проект кој што го имавме добијано како општина. Така да при крај е целата активност со завршување и на процесот на ставање во функција на сите овие три делови од тој проект. Авантуристичкиот адреналински парк во поранешната касарна веќе подолго време е поставен, инсталирани се елементите и реквизитите. Проверени се скоро пред 2 недели, се е окей, функционални, така да само се чека официализирање на оно што треба представува соработка со некој кој што овие три елементи од проектот ќе ги работи. Така да забрзо ќе добијаме и функционалност и на авантуристичкиот парк, и на возилата, но и на велосипедите. Се уште не е донесена конечна одлука за точната распределба на електричните возила, иако првичниот план е најмногу да се користат во стариот дел од градот, што е во согласно со препораките на УНЕСКО. Најголем дел од нив ќе се движат во стариот дел на градот, можно е да има едно или две возила да возат после мостот по патеката, меѓутоа тоа е нешто кое што ќе решиме откако ќе ја завршиме цела поставка. Сепак целта и идејата е поврзување, намалување на сообраќајот, поврзување на сето она што е жители, туристи кои што се сместени во стариот дел на градот и функционалност на самите возила. Доколку има простор и можност, секако дека би вовеле во одреден период, во вечерните часови или пак можеби во некои други, како ќе сето тоа ќе го со службите ќе го одредиме да биде и функционално после мостот патеката која што е рекреативна. Градоначалникот Пецаков е оптимист дека стопанисувањето со адреналинскиот парк и електричните возила ќе биде доволно атрактивно за да се пријават економски оператори на повикот за јавно-приватно партнерство и истиот да биде успешен. Сум реално оптимист затоа што ние како општина, па ако сакате јавните предпријатија немаат капацитет сето ова да го одржуваат во било која форма, ниту имаме искуство, ниту некој работел умнив. Ова кога ќе се стави во функција, ние јавното приватно партнерство, посебно во дел на авантуристичкиот парк, гледаме во позитивните ефекти кои што ќе ги добијаме со учениците, односно училиштата и основните училишта би добивале еден час од тоа што представува физичко образование, дали е во месец, на 2 месеци, тоа е распоред кој што со образование ќе го завршиме, би ги користеле на авантуристичкиот парк во договор со професорите секако за физичко образование. Со воведувањето на електричните возила и велосипедите, локалните власти очекуваат намалување на сообраќајниот метеж и намалување на загадувањето, како и промоција на одржливи форми на урбана мобилност, додека авантуристичкиот парк се гледа како една нова туристичка атракција во градот. Малопродажната цена на дизелот од ноќеска на полноќ се намалува за 2,5 денари по литар, додека цените на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се зголемуваат за 2 денари по литар, соопшти регулаторна комисија за енергетика. Максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат. Евросупер БС95 ќе се точи за 82,5 денари за литар. Евросупер БС98 по цена од 84,5 денари за литар, додека новата цена на дизелот е 91,5 денари за литар. Цената на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 1 денар по литар и ќе се продава за 96 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,368 денари по килограм и ќе изнесува 46,656 денари за килограм. Кебапчилница вкусно ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала облачност. Максималната дневна температура се искачи до 20 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветар од променлив правец. Утринската температура од 8 степени, а максималната дневна до 21 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 2 до максимални 25 степени. До крајот на седмицата ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд. Во среда ќе има појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Во четврток наместа ќе има пообилни врнежи, а поради продор на постуден воздух од север на планините ќе има услови за врнежи од снег. Температурата ќе биде во значително опаѓање. Во петок и во деновите од викендот, утринската температура наместа ќе се
спушти и под нулата.